Државниот секретар за земјоделство Трајан Димковски денес беше во Кочани во обид пред стартот на жетвата да се надминат сите недоразбирања околу откупот и плаќањето на оризот. Договорено е Институтот за ориз да ја пресмета производната цена на оризовата арпа за да може таа да биде основа за понатамошно формирање на откупната цена. Целото ова производство што оди за пазарот. И за сите се сложи и самите оризопроизводители дека на нив најбитно им е откупот да почне веднаш да биде платен и по реални одржливи цени кои што едноставно ќе бидат прифатливи за сите. Токму откупната цена беше причина за неколку протести на оризопроизводителите и одбивање да ја продадат ланската реколта. Значи се барат реални цени кои ги покријат производните прошоци и кои исто така ќе обезбедат пристоен живот на земјоделците. Значи не може да работите или да сработите 100 тони ориз, а да имате приход понизок од еден социјален случај кој има. Значи, моментално состојбата е така. Освен ова, за производителите клучни се и исплатата на дополнителните 3 денари од страна на државата. Во овој период да се изнајдат напори да бидат исплатени тие 3 денари по килограм, бидејќи земјоделците се во безпарица, а во овој период се потребни средства околу обезбедување на амбалажа, околу жетвени активности, околу обезбедување на тековни потреби и трошоци. До 30 август беше пријавувањето за 3 денари од минатогодишната реколта. Да ги видиме опциите, дали е тоа документацијата сработена од страна на платежната и со буџетот да разгледаме како стојат можностите тоа да биде исплатено бргу. Оризопроизводителите во неколку наврати побараа откупна цена од 40 денари за килограм оризова арпа, но дали ќе ја добијат зависи од преговорите кои се во тек. Во тек е и постапка за оризот да стане стратешка култура и да се откупува за стокови резерви, но за тоа се потребни законски измени.